Добар ден на сите. Бидејќи на изминатата 30-та седница се донесе заклучок со кој јас како председател на Совет бев овластена да ги координирам работните тела и на истите да стигнеме до усогласување на она што беше изгласано на 29-та седница во врска со измените и дополнувањата на ребаланс за буџет. Имајќи во предвид дека изминатата недела дена, скоро секој ден имаше работни групи и на истите се разговараше во врска со она што беше предложено, сметам дека денес треба да донесеме заклучоци и истите да видиме дали го исполнуваат она за кое што беа формирани, односно дали сме стигнале до усогласување на сумите кои што беа предложени во тој фамозен ребаланс. Пред да започнеме со работа, имам барање од градоначалникот, сакал да ни кажи неколку збора, па повелете. Благодарам, председателке. Почитувана председателке, прво благодарам ви за можноста да се обратам. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани представници на администрацијата на општина Битола, со оглед на тоа, имајќи предвид дека е 20 на дена веќе изминуваат на кои требаше новиот ребаланс буџет да биде седница закажана или презентиран. Изразив желба, да се обратам кратко до вас, чисто како директен предлагач да ги разјасниме уште еднаш некои работи и да ги затвориме некои нејасни прашања, неусогласености, да ги надмидеме недоразбирањата и конечно да донесеме јасен изразен став во насока на заедничко успешно функционирање со донесување на функционален ребаланс кој ќе ги задоволи потребите на граѓаните. Морам да напоменам дека во досегашниот период обезбедени беа сите материјали, сите информации кои беа побарани од страна на работните тела. Работните тела, како што каже председателката, континуирано работеа во текот на целиот изминат период. Истите беа елаборирани повеќе пати. Во некои ситуации мислам дека можеби станавме и досадни за јавноста и на самите себе. Презентирано се беше пред јавноста. На дебатите тука, на пресконференции, секој онака како што милуваше да ги даде тие информации, јас неколку пати исто се обратив до јавноста, до тој степен што мислам дека тие нејасноти се веќе се надевам разминати. До тој степен што и функционирањето во делот во функција на транспарентноста и во функција на јавноста, на ефикасноста на работата на работните тела, се проширија ингеренциите и рамките кои се предвидени согласно, морам да напоменам, правилникот за систематизација на општината Битола и правилникот за организација и начин на извршување на работните задачи од делот на општинската администрација. Согласно овие два документи, да напоменам, јасно е дефинирано дека на комисиите и на работните тела на Советот на општинската администрација може да присуствуваат раководители на одделенија или сектори со овластување од градоначалникот, а од друга страна нормативно-правното или правно-нормативното одделение да овозможи техничка подршка, се надевам дека тоа е овозможено, за работата на Советот. Во изминатите денови на сите работни тела присуствува или продифелира најголем број од вработените во општинската администрација, се со цел да се обезбедат бараните информации, што повеќе можни податоци кои се бараја од нив. Тоа дополнително не само што ја попречи, ја оптовари нивната работа, зашто свесни сме сите, знаете тоа,
администрацијата не е само функција на Советот, него и на граѓаните и ги има други надлежности кои треба да ги врши со тековно работење. Туку и информациите кои стигна од вработените до мене лично или од нивните раководители, кај нив се создаде една, можам да кажам, воздемиреност, преоптовареност, една врста на притисок од секојдневното работење, затоа што, да напоменам, тие не се политичари, тие се луѓе професионалци кои си ја работат, кои ги извршуваат своите обврски непречено, во интерес, повторно ќе речам, на општина Битова. Тоа е она иста општинска администрација која функционираше и пред мене во периодот изминат на градоначалничката Петровска. Во овој период и ќе продолжи да функционира и понатаму, професионално, достојно, и која ќе ги продолжи стручно и професионално и да ги извршува своите задолженија. Од таа причина прво сакам нив лично да им се заблагодарам за целокупниот ангажман и професионална поддршка која доставиат до Советот, до градоначалникот, до работните тела, но и да им се извинам за сите во цел овој период, за сите отстапки, да речам, на дополнување, оптоварувања дополнителни кои ги имаа во делот на нивното функционирање, зашто беа присутни тука некои други работи, можеби каска во извршувањето. Ваквото нивно постојано присуство, морам да напоменам дека досега не е евидентирано, ова не било пракса досега, ова е преседан во работењето, меѓутоа окей, во интерес, велам, на завршувањето и изгласувањето на ребаланс на буџет, и тоа секако го овозможуваме. Нивните задолженија, знаете се, да ги подкодват материјалите до градоначалникот Совет, да дадат образложенија, како што даваат на седницата, и да кои ќе се разгледат на соодветни комисии и тела. Верувам дека во понатамошниот период ќе можеме да продолжиме помирно и да функционираме согласно правилниците кои се однесуваат на работењето на општинската администрација. Од друга страна, сметам дека и на граѓаните веќе име доста од политика, политички препукувања, надмудрувања, институционални докажувања кој е прав, кој изгрешил, кој погрешил, кој прв почнал. Верувајте, тоа сигурно и во контактите со вас ви го кажуваат. На крајот од краиштата битен е градот, сите во својот делокруг на работа. Јас сум избран од една страна од граѓаните, вие исто така од граѓаните, да продолжиме да работиме понатаму. Општо не е битно кој изгрешил, кој прв почнал. На моите пресконференции кажав и повторувам за секој сомнеш кој го имате. Зашто многу лесно од говорницава и од тие тела се зборува за криминал. Слободно постојат институции каде тоа може да се провери, да се испита. Повелете, тоа е ваша право, обврска, граѓаните мора да го знаат тоа, меѓутоа така лесно да не се фрлаат тие флоскули од било која страна, повторувам. Очекувам денес, на крајот од краиштата, кај сите нас да победи разумот, разбирањето, довербата. Ги повикувам уште еднаш и координаторите на советничките групи. Сакате во оваа сала, сакате во кабинетот кај мене, да продолжиме со работата во салата на Советот или како милувате, и конечно да одлучиме. Ке закажеме ли седница за усвојување на нов ребаланс или истиот воопшто нема да биде усвоен. Најголемиот број од амандмани од ваша страна дадени се прифатени, колку што имам информации, тоа се 80% од амандманите. Од двете страни, мислам, од сите страни, да речем, е подадена рака за добра волја и тоа треба да продолжи. Но тој ребаланс треба да има функционалност и доколку биде усвоен до средината на најкасно до септември ќе го има својот, ќе го постигне својот, ќе го даде својот ефект. Сето друго одолговлечување на самата постапка фактички ќе нема сврхата и целисходноста на ребаланс.
одолговлечување веќе ќе го мени значењето на отварање простор за вклопување фактички на проекти во нов буџет, што значи изгубено време за реализација. А почитувани советници, успехот или неуспехот, на крајот е на сите нас. Овде нема херои и губитници. Или сите добиваме, или сите губиме. Граѓаните најмногу. Мислам дека досега елаборирани се сите области, мислам дека се исцрпени, ако има уште нешто, повелете секако ќе дискутираме тука. Барам одржување уште еднаш координација, разбирање, разум, со кој јасно ќе дефинираме. Основата е тоа. Ќе има или нема да има ребаланс на буџетот во интерес на градот, да ги надмиреме уште еднаш партиските интереси, нашата тесноградост. Битни ни се видливи резултати. Уште неколку работи на крајот. Во однос на дилемите кои често се јавуваат, не сакам да кажам се манипулира со буџетската сметка. Значи денес 4.9. приходи 212 милиони денари, нешто околу скоро 3,5 милиони евра. Обврски 38 милиони и 367 илјади денари. Состојба на сметка на 10.11.2021 година, кога ја презедов должноста, приходи 262 милиони денари, 180 илјади. Обврски 139 милиони, 142 илјади денари, плюс кредит за Арамат, кој дополнително доаѓа на овие средства. Така да и граѓаните, и вие, да бидеме сигурни, пак велам, ова е зедничко, ова не е успех на Коњановски, тоа е зедничка работа, која ја, пак велам, администрацијата и сите ние со нормален буџет ја одработуваме. Сметката е таа која е. Во делот на амандманите сакам да се извинам на Левица, мислам, тој документ прокружи на крајот за амандманот финансиска подршка на велосипедски клуб 15. Беше напишано или во известувањето дека не е прифатен од советниците, тој е прифатен од советниците и доколку има дискусија тука ќе разгледаме понатамошната понатамошното во однос на овој амандман. Уште еднаш благодарам за можноста да сам јас сум тука со вас, да продолжиме со работа и велам конечно. Најбитно е тоа, ке има или ке нема. Ке закажеме седница, нема да закажеме седница. Велам, граѓаните на крајот од кришта не ги интересираат сите овие. Едноставно треба. Уште еднаш се заблагодарувам на администрацијата за покажаниот висок степен на одговорност и доверба која еве ја имаат од моја страна. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, градоначалник. Искрено се надевам дека следен пат, кога ќе пуштате до советниците ребаланс на буџет или буџет, дека пред да го доставите до советниците, ќе одржите ваква средба со сите советнички групи и ќе не удостоите со тоа секој од нас да кажи каков предлог има, бидејќи само тоа е начинот да не се доведуваме до вакви ситуации и само тоа е начинот да покажеме дека секој советник овде исто вреди и секоја политичка опција има право да предлага она што му ветиле на граѓаните и искрено се надевам дека ова ќе ви стани пракса, меѓутоа пред да се пуштаат документите и нема да има никаков проблем доколку на ваков начин почнете да функционирате и имате ваква транспарентност како што кажавте денес дека имате. Дали некој има некакво прашање во врска со работните тела, односно со она што го разговаравме во изминатите неколку денови? Само претходно да му кажам, да го известам градоначалникот, дека во 12 часот е закажана координација, не знам дали сте известени, и дека седница на совет ќе има во најбрз временски период, што значи дека
Може би требало да ме прашате мене како председател, ќе ви кажев дека е закажана координацијата, ќе се поштедевме од тоа дека некој не сака да викне седница, а тоа што 40 дена немало седница предходно, што го напиша од вашата партија на вашиот официјален на официјалната страна, тоа е заради тоа што советниците претежно беа на годишен одмор и до мене ни една политичка опција не достави на писмено барање за да свикаме седница. Доколку беше побарано такво нешто, јас немав причина да не свикам седница во тие 40 дена. Значи, на координација, координаторите се договараат за седниците и сметам дека доколку немате информација од вашиот координатор, можете да се обратите до мене како председател, ќе ви кажам што е договорено. Ви благодарам. Дали некој има прашања во врска со работните тела кои што работеа во изминатите неколку дена? Доколку немате, дали некој советник има предлог заклучок во врска со усогласувањето на ребалансот кој што беше изгласан на 11.7. и истиот беше вратен од Министерство за финансии на 1.8. бидејќи не влезе во предложената финансиска рамка. Дали има некакви предлог заклучоци од страна на советниците? Само 5 минути пауза, малце да видиме нешто. Ајде, само ќе ве молам 5 минути пауза, оти на вистина и јас сум со обврски, а има и во 12 часот закажана координација. Фала. Продолжуваме со работа. Дали некој има предлог заклучок произлезен од работните тела? Повелете. Ви благодарам, председателке. Од она што го гледавме на сите работни тела досега, видовме конструктивност, можам да кажем, од сите страни. Разговаравме, дискутиравме, имаше намалување на амандманите, ставките и така натаму. И од она што можеме јас да го заклучам и од како предлог од советничката група на СДСМ и коалицијата, меѓутоа намената за сите советници, значи представници на сите партии од Дом и од ДУИ, од Левица, поинаку и од РДПМН, дека можеме да ги вметнеме овие амандмани, значи и да ги изгласаме. Значи зборам, бидејќи имаше намалување, пак ќе спомнам за граѓаните. Значи во едногодишната уредување за 2023 година имаме 14 милиони 800 илјади денари. Во развојната програма имаме 6 милиони денари, бидејќи тука спаѓаше и мултифункционалниот спортски центар, за кој што ни спомна дека еве имале тие некоја тајна локација која што не можеме да знаеме, да го повлечиме тој дел. Во ЛЕР имаме 9.200, култура 1.700.000, во спорт 2.500.000, труд и социјала 7.200.000, или тоа се нас е било 41.400.000, што ако ги земеме приходите или деловите кои што ги имаме искористено 17.726.000 повратот, 4.800.000 бенефит, 4.400.000 имаме во делот на разни трансфери, оперативни делови, ставки во кои што имаме за непродуктивно трошење и 2,5 милиони денари од програмата за животна средина, кај што не ги искористивме за реконструкција на фасадите, се доволно средства да ги вметниме, инкорпорираме и така овој буџет да биде вчитан и да биде едноставно прифатен и од Министерството за финансии, меѓутоа и на желба на сите советнички групи, она што предложи претходно и градоначалникот и администрацијата. Тоа е накратко што можам да кажам. Меѓутоа, ние треба да изгласаме заклучоци, онака како што налагаат работните тела. Имате некаков предлог или да почнам јас со моите предлози? Ако имате вие... Нема, едноставно дел по дел, програма по програма, да ги делиме, значи буквално... Ако имате предлог заклучоци, ако немате, тој што има, не знам кој има. Како што програмата, да, меѓутоа го кажавме грубо, едноставно. Ајде. Ако ќе дојде програмата по програма, како што ќе ги кажувате, ќе ги спомниме, едноставно. Значи вака, имавме прво... Само момент. Фала.
Програма за уредување на градежно земјиште се разгледуваше на работното тело за усогласување на ставовите на членовите и предлагачот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола. Во работното тело учествува Бојан Бојковски, Габриела Илиевска, Горан Велевски, Мирјана Захариевска, Ралевска и Анастасија Трајковска. Дали некој има предлог, заклучок во врска со ова работно тело? Повелете. Па тука имаме сообраќајна сигнализација, смирување на сообраќај 800.000 денари, атмосферска канализација. Само момент. Дали сакате да ги гласаме едно по едно или сакате вкупно за цела програма? Едно по едно, ако се предлагани како посебни амандмани. Повелете. Сообраќајната сигнализација, смирување на сообраќајот се 800.000 денари, предлогот беше. Атмосферска канализација Довлеџик 200.000 денари, оградите за основното училиште Дор Ангелевски 5 милиони, чистењето на водниот канал е 2,5 милиони, реконструкција на помошни терени зад стадионот е 3 милиони, железнички премин 2,700 и санација на патека за Кркада 600.000, што е еднакво на 14 милиони 800.000 денари. Ги ставам на гласање, предлог за клучоците, еден по еден. Дали може да ги читате, пошто јас не ги имам запишано? Извинете, председател, како може. Кажете. Овие што се сад бидејќи ја гледаме програмата за уредување на градежното земјиште, добро е да ни кажат, бидејќи кога разговаравме тука на работните тела, од предлагачот, односно од одделението за комунални дејности или од општинската администрација што се тука. Ама немаме ние прашање од администрацијата. Да ни ние кажат се шуимавме, прашавме, ама не дали знам, овие некој се сакате, имате вклопени во прашања? програмата. Значи вака, Јас колега, барам извинете, значи дозволете. Значи денес имаме состанок на работните тела на кој што треба да изгласаме заклучоци. Јас на почетокот прашав дали некој сака да образложи и дали некој има прашања. Колку што слушнав, никој немаше. Доколку не се согласувате, имате опција да гласате или да не гласате. Значи работните тела се побарање ваше на седницата за ребаланс. Одлуката јас да ги координирам како председател е побарање на координаторот на СДСМ. Двете одлуки се прифатени и сите едногласно се согласивме дека така треба да биде. Јас не гледам причина сега некој да ни образлага. Мислам дека сите овде една недела работевме во работни групи и баравме начин да се усогласиме. Доколку се усогласени или не се усогласени, работните тела се составени од советници кои што ќе гласат. Може би нема да бидат изгласани. А вие ако сакате седница денес да држиме, тоа е друг проблем ваш. Не, јас ако може да се доискажам. Нема проблем, еве нека ни образлагат. Во не да ни 12 образлагат. часот имаме закажано, значи координација. Ако сакате цел ден да го изгубиме во раскажување, нема проблем. Повелете. Не во раскажање, чисто техничко, бидејќи Техничко, повелете. бидејќи колегата Корлевски спомна дека ограда да се изгради во училиштето Тодор Ангелевски, тука на комисија, односно на работните тела кои што беа, од Одделението за локален економски развој, од раководителот Венцо Шишкин ни кажа дека тоа не може да оди во програмата за уредување на градежно земјиште, бидејќи нема проект. Проект за да се направи треба да оди во програмата за економски развој. Ние ако го вметнеме сега во програмата за уредување на градежно земјиште и зафатиме средство во буџетот, тоа нема да биде реализирано бидејќи немаме проект. Јас чисто од техничка и од функционална причина кажувам да не носиме програми кои што нема да бидат функционални и подоцна нема да имаат реализација. Доколку сакаме да донесеме програми и буџет кои што нема да бидат функционални, тоа е во ред. Ако може 5 минути пауза. Повелете. Јас би предложила да одиме точка по точка и да искоментираме согласно предходните комисии кои ги имавме по одделни програми. Издвоени се кај колегата Корлевски и да дајме краток коментар и какви беа заклучоците на тие комисии. Дали може едно по едно? Еве, почнавме со првото. Првата која ни е... Јас би зела збор, пошто Само ќе ги подсетам советниците дека телата се формирани за усогласување и надминување на сумите кои што не се вклопувале во ребалансот. Истите носат заклучоци со гласање.
Доколку некој од советниците не се согласува, слободно може да гласа против. Повелете. Пауза, ако може повараме. Значи, колешката е на сред говор и сметам дека малку треба да бидете колегијални, нема проблем, ќе дајме пауза. Ајде пауза, 5 минути. Значи, ве молам да биде 5 минути, заради тоа што навистина имаме обврски. Кои може да бидат читани и со какви средства ќе бидат читани. Прво беше разговарано за амандманот за 20 милиони денари за Јужна трибина. Заклучивме дека за овој амандман немаме проектна програма, немаме проектна документација и дека овој амандман треба да влези во програмата за економски развој и да се изработи прво проектна документација. Тоа беше заклучено по овој амандман. Следен амандман беа 1 милион денари за тартан атлетските патеки. Заклучивме дека имаме проектна документација, меѓутоа дека овие средства од 1 милион денари согласно проектната документација не се доволни и дека нема временска можност да се распиши тендер и овие средства да бидат резервирани заради тоа што до нова година не може да биде реализиран ни еден дел од оваа тартан патека. Потоа, имавме 5 милиони за мултифункционалниот центар и дополнителни 3 милиони кои беа веќе предложени во ребалансот на буџетот. Заклучивме дека поради тоа што немаме дефинирана локација за мултифункционалниот центар, да не се земат во обзир, дури не се одреди точната локација, да не се земат во ребалансо предвид нито овие 5 милиони кои беа дополнителен амандман и да се ослободат 3 милиони од ребалансот кои беа предвидени за мултифункционален центар, се до моментот до кога нема да имаме јасна локација каде ќе се одвива мултифункционалниот центар. Потоа имавме следен амандман, јас ќе ги замолам Маријана и Благица да ме пратат, да не имам нешто промашено, пошто ми е жал што не се снимаше оваа комисија, околу реконструкцијата на Крушевска кај тениското игралиште. Ние треба да заклучивме дека таму 10 годишен договор имат за користење тениските игралишта и заради пропуст во техничката документација мора да направиме измена на техничката документација и да се разгледа можноста за со каква документација да се дојде до справедливо решение, затоа што временото решение за пристап на ПП возило и амбулантно возило од градското шеталиште е само времено решение. Меѓутоа, технички пропуст е направен во документацијата и сега нема технички услови да се влези и да се реализира Крушевска улицата, до реализира пристапот до игралиштето. За тој амандман проектот за Нижополе и Дихово одвоивме по 2 милиони денари и за Нижополе по 2 милиони денари годинава и 2 милиони денари следната година да се обезбеди проектна документација. Така? Добро. После за Довлеџик. Амандманот кој беше за Довлеџик влегува во развојни планови, затоа што за него постои веќе проектна документација. Во развојната програма е влезена со 75 милиони 675 илјади денари согласно техничката документација и Да, кај Довлеџик амандманот на, мислам дека беше на советничката Мими. И овај амандман, пошто веќе постои за него техничка документација, да се обезбедат 100.000 денари кои ќе бидат реализирани до оваа година за тендерска, вајда за отпочнување тендерска документација и во 23 година, 30 милиони денари да бидат за
24 година и 45.000 денари за 25 година за конечна реализација на влезот кај Довледжик. Ова е амандманот предложен од СДСМ за дополнување на кружниот тек кај Довледжик и влезот на Битола од таа страна. Значи, уште еднаш потврдувам, за ова постои проектна документација, потребно е веќе да влези во реализација. Обезбедени средства ќе бидат 100.000 денари 23 година, 30 милиони 24 и 45 25-та. Од службите, околу овај амандман ни беше нагласено дека не е влезена експроприацијата на земјиштето кое треба да се направи за конечна реализација на овој потек согласно техничката документација која е усвоена и за која има одобрение за градење. Следно, околу атмосферската и фекалната канализација, за во кој дел беше ова? За улица Довледжик. Значи, то беше амандман, мислам дека од поинаку. Да, од поинаку. Значи, 18 милиони и 300 кошта овај проект. Предвидено е, значи, амандманот да се усвои, 100.000 денари да бидат во 23-та за отпочнување на тендерска документација. Да. Во делот на комплетна инфраструктура на Довледжик, кружниот тек, тој не опфаќа само коловоз, она претходно што 75 и 6, да. Тамо влегува и атмосферска канализација, фекална канализација и улично осветлување. Ова што за што сега зборуваш, а не се уште за тој амандман кој што го поднесоа поинаку за другата улица покрај Драгород. Ова што сега го зборуваш е делот на фекална и атмосферска канализација. Добро, немав запишано. Кружниот тек што треба да биде таму и улично осветлување. Добро, значи, секако без овие фази ние не можеме да го изградиме кружниот тек. Дали за ова имаме целосна документација, да не дојдеме после да кршиме па да преправаме? Тука имаме. Да. Значи, ова е во комплет со амандманот на советничката Мими. Добро. Истото го имаме за водовод и за улично осветлување. Значи, сите овие средства, 75 милиони негде, 18 и 300 и 6 милиони и 100 и за улично осветлување имаме уште некои 15 милиони. Сите се тие за амандманот на советничката Мими за целосно реализирање на проектот кај Довледжик. Следно, Елпида Караманди игралишта. Констатиравме дека имаме проектна документација за игралиштата кај Елпида Караманди, дека предвидените средства од 33 милиони денари за нивна реализација ќе бидат поделени во 3 години. Тоа е 100.000 денари за тендерската документација во текот на 23-та, а за реализација во 24-та со 16 милиони и 25-та со 16.570. Не се сеќавам, Елпида Караманди игралиштата беа на поинаку, така? Да, и не се согласивме така на на работното тело, ако не се сеќавате. Јас барав поголема сума. За оваа точка, всушност членот на комисија во таја улога Габриела побара за поголема сигурност за реализирање на овај амандман, наместо 100.000 денари да се предвидат 3 милиони денари, така. Еве ќе ги намалиме на милион. Да, милион денари и за Елпида Караманди. Наместо 100.000 денари да биде за 23-та, милион денари да биде за 23-та година, а остатокот во двете следни години, 24-та и 25-та година. После имавме следен амандман, исто така од поинаку, брусничка канализација, фекалната
фекалната канализација, каде што од службите ни беше кажано дека имаме сериозни проблеми со реализирање на овај дел. И за Брусничка, каде што имаме базен, каде што не можеше да се приклучи. Извини што ќе те прекинам. Значи јас не разбирам што елаборираме. Клајте ги на гласање заклучоците ако сакате. Ако не ќе ја прекиниме работата, значи ова веќе го разговаравме 10 пати. Само го констатираме. Значи нема што да констатираме. Се клават на гласање работите кои што ако некој има предлог заклучок. Ако имате предлог заклучок, ќе гласаме. Ако немате, ќе ја прекиниме работата, имаме координација и тоа е тоа. Значи, немам јас прашања, прашав, има некој прашања до администрацијата? Никој не се јави. Јас Значи, извинувам, мислам дали ме заклучоци разбирате. требаше да донесеме од сите комисии. Па Зато сите ги... комисии, значи, кога ќе го прочитате заклучокот, ако го имате како предлог заклучок, ќе го ставиме на гласање на тоа тело кај што сметате дека треба да биде. Ме разбирате? Значи, како што прочитавте пример за Елпида. Заклучокот. Тоа е ваш заклучок, така? Мислам, Така. извлечен од самото работно тело. Така. Го клаваме на гласање на работното тело. За да Значи, едно завршиме. по едно да го гласам. Па да, ај завршете со елаборирање ако сакате Добро. до крај, па после. За ова е од комисијата прва која одржавме. За ободниот канал, чистење на ободниот канал, кој беше амандман од советничката група на Левица, констатиравме дека нас ни е повеќе потребно проектна документација и да се направи проектна документација за целиот ободен канал и тоа да влезе во развојната програма, во економски развој, извинете, која би гласела припрема на техничка документација пред отпочнување на било каква постапка за изградба на овај канал, за да може каналот целосно да се стави во функција. На крај имавме амандман за Тодор Ангелевски, за терените. Заклучивме дека немаме проект за огради на игралиштата во Тодор Ангелевски, заклучивме дека немаме проектна документација и дека изработката на проектната документација треба да оди во развојните планови. За терените кај во развојни планови, јас имам напишано добро. Економски развој. Добро. Амандманот поврзан со терените кај стадионот, да влези заедно комплет со техничката документација која треба да се изработи за Крушевска, за улицата Крушевска, каде што треба да биде пристапот на стадионот, а за пристапот до село Црнец да добиеме официјален допис каква категорија на пат е патот до село Црнец. Потоа, за улица Даме Груев 1 и Даме Груев 2, да ме подсетиш. Дополнително од овие амандмани кои што беа побарани, јас потоа кажав како предлог на градоначалникот кои се улици влегоа во развојната програма, бидејќи, како што ни беше кажано, дека требаше развојната програма да биде развивана со повеќе капитални проекти. И тука, во развојната програма, јас мислам дека ви го дадов предлогот испечатен, за да не ги препишувате улиците. Влегоа реконструкција на коловоз улица Даме Груев крак 1 и крак 2, реконструкција на коловоз улица Даме Груев покрај железничка пруга, реконструкција на коловоз на улици во Буковски мост, реконструкција на коловоз на улица 7 бригада, реконструкција на улица Димитар Тодоровски или улица 11, реконструкција на дел од улица Индустријска, реконструкција на дел од улица Никола Тесла од улица Владко Миленковски до булевар 1 мај, реконструкција на улица Владко Миленковски Гаврило Принцип, реконструкција на улица Леринска, изградба на нова улица
кај Лидл, изградба на коловоз на улица СРУ 5 во Арама 4-1, изградба на улица СТУ 3 во Арама 4-1, реконструкција на улица Владимир Назор влез од Прилеп, за Довлеџик влезот од Охрид веќе го кажавте, и реконструкција на улица Булевар 1 мај, јужна страна од Црмоз до Бранко Радичевиќ. За сите овие веќе има готова проектна документација со одобрение за градење, значи изминатата година се што се спремаше во економски развој и за кој што излегоа веќе одобренијата за градење, градоначалникот ги дава како предлог за отпочнување на процедури, постапки и припреми на јавни набавки за склучување на договор. Исто така, овде предлог на градоначалник е и реконструкција на сала во Бистрица, реконструкција на Елпида Караманди Брусничка насел Вова веќе го кажавте. Потоа, реконструкција на улично осветлување на локален пат за село Лавци фаза 1, реконструкција на улично осветлување на локален пат за село Лавци фаза 2, улично осветлување кај Лидл, улично осветлување на Владимир Назор влезот од Прилеп и ова за Довлеџик веќе го кажавте. Исто така, имаме реконструкција на канализација на улица Караорман, изградба на канализација кај Лидл, изградба на атмосферска канализација на Владимир Назор влезот од Прилеп, реконструкција на канализациона мрежа во населба Горно Ризари, фекална канализациона мрежа на дел под мостот на река Драгор на улица Довлеџик. И во поглед на водоводните мрежи, реконструкција на водовод на улица Караорман, изградба на водоводна линија кај Лидл, реконструкција на водоводна мрежа влезот од Прилеп, изградба на водоводна мрежа локален пат село Трново, село Магарево. Овие беа дополнителни дадени од градоначалникот и ова ви го имав предадено на комисија за да можете да го разгледате. Тоа е во поглед на програмата за развојни планови и програмата за уредување на градежно земјиште, кој што се разгледува тогаш на таа комисија. Значи, Се извинувам, пауза 15 минути. Продолжуваме со работа. Извини, Анастасија, ти го зедов зборот. Сакате да продолжите или... Јас би го замолила Менде конечниот заклучок да го прочита. Јас сакав само да појаснам, ама еве нека биде конечниот заклучок кои се ставовите околу амандманите што ги имавме поднесено. Повелете. Благодарам, вака са, значи, почитувани присутни, име мислам дека до финално решавање на фамозниот ребаланс, колегата кој претходно... Само еден момент, се извинувам, колегата од Левица го викна некој, знај, може да му се јавите, извинете, да не испадне дека почнавме без него, сега видов дека го нема. Може некој да му се јави да го праша? Ајде, молам, фала. Образложение, ќе имам таман други. Добро, до гласање може. Да, значи, имаме спремни соодветни амандмани, во кои амандманите кои ги имавме, значи ги имаме соодветно разработени. Тука се и службите. Ке сакам, јас ќе ги читам еден по еден. Да немаме реакции како пред кратко што имавме, доколку на вистина некој од овие амандмани кои ќе предложам не може да биде вчитан или мислиме, сметаме дека е премногу финансиски средства. Значи, дајде да можеме да коригираме, меѓутоа се да биде тоа генерално во рамките во кои ќе ги предложиме. Меѓутоа морам да те
подсетам колега дека секој од тие предложени амандмани мора да биде поддржан или не поддржан на гласање. Разбирам. Ама Значи- пред да го ставиме на гласање, Значи во ред, меѓутоа Не разбравте. и да добиете таков одговор како што ќе добиете, доколку се откажи предлагачот, да, но доколку не се откажи, мора да биде поставен на гласање. пример, карикирам, доколку ние имаме за одреден амандман сума од милион денари и службите кажат дека тој истиот може со 700-800, би разговарали, подоцна би го ставиле Значи на тоа гласање. веќе го разговаравме на работните тела, ма во ред. Океј, ајде, Пак ќе речам, значи- ако си се откажи предлагачот, од мене нема никаков проблем. Меѓутоа се друго мора да оди на гласање. Очигледно дека интенцијата е дека треба се да оди на гласање и дека сите сме сложни дека треба да најдеме заедничка формула ова работа да добие конечна разрешница. Значи, ајде да одиме ставка по ставка, тогаш како да кажам, амандман по амандман. Сообраќајна сигнализација за смирување на сообраќај. Овој рековме дека може или не може да биде вчитан. Може? Ги читате и сумите ли? Да, со 800.000. Венцо не е тука раководителот на економски развој, значи од информациите што ги имаме е дека во програмата за економски развој постојат средства за изработка на сообраќајни проекти. И во тие сообраќајни проекти всушност е ова вклопено веќе. Тоа е објаснувањето на администрацијата што беше кажано и на работното тело. Образложение значи дека Значи, нема потреба прифатлив да си амандман, нема Прифатлив. потреба дополнителни средства да се определуваат, бидејќи во континуитет изработуваме сообраќајни проекти. Сам зборувам во негово име, се извинувам ако некој смета дека земав непотребно збор, не е тука човекот, странство е на одмор. Сега од кога ќе ваквото образложение, одиме директно на гласање на амандманот или ќе ги прочитам сите од оваа програма? Значи, колега, вие сте предлагач. Како мислите така? Значи, јас не можам да му наметнам на предлагачот на амандманот дали сака или не сака. Втор, ајде ги разгледаме овие 3-4 се, после тоа ќе одиме со гласање. Втор, атмосферска канализација Довлеџик 200.000. Океј? Го имаме? Да. Добро. Трет, огради за основното училиште Тодор Ангелевски. Тоа кажавме во економски развој, изготвување на проектна документација. Значи прифатен, но треба да се изготви проектна документација. Не може да се оди веднаш со изградба и не може да биде во програмата за уредување на градежно земјиште. Добро. Чистење на ободни канали 2,5 милиони. Исто во програма за економски развој, изготвување на проектна документација. Да појаснам, значи не со тие средства. Значи се барале 2,5 милиони Добро. за да се изгради. Ние кажуваме дека немаме проектна документација и треба да се изготви. Значи амандманот е прифатен во делот на изготвување на проектна документација. Ние тука имаме ставено 2,5 милиони денари, значи ако ги според вашето образложение, ако ги поставиме со 2,5 милиони денари, ние ќе блокираме тие пари. Нема се А, потрошат, нема нема се како потрошат. тие средства. Разбирам. Нема како, ќе стојат некаде ако ги има општината, но нема ништо да Во се направи. развој. Океј, А во, ги во економски развој програмата каде што раководител е Венцо Шишкин, ќе се стават доволно средства за да може да се нарача проектна документација за истот. Добро. Реконструкција на помошни терени стадион. Значи, тоа го објасни и советничката Анастасија многу добро. Значи, тоа влегува во пакет со улицата која што беше предложена да се гради зад стадионот. Треба да се најде ново решение, значи дали ќе биде тоа со урбанистички проекти или измена на деталниот, мислам не сум тука толку стручен да кажам, но треба да се најде солуција како да се обезбеди соодветен пристап до новата трибина на градскиот стадион и исто така во исто време и да се зачувуваат игралиштата тениски и да се обнови фудбалското игралиште кое што се предлагаше. Железнички премини. Тој беше на Бојан амандманот. Да, Ама не, тој Бојан го ставивме во развојна, тој да, во развојно. Значи не кратимо од железничките премини, туку во развојна се игралиштата брусничка ставени. Тоа беше првиот пат предложено од Бојан така, На седница. но во сегашниот предлог е прифатен амандманот во програмата, во развојната програма. Оти не може да бидат изградени во година. Џабе Да. ќе ги тргнеме средствата од железнички премини. кои Санација нема на да бидат патеките за Кркра, значи ние имаме генерално за све, за сите.
Тој ги гледа сите што се предлагачите. Крка беше. Сега да видам каде. 600? Да, тој е прифатен, амандманот. 600? Значи предлог амандман на Левица бил 300.000 денари за проект за асфалтирање на пат до црква 40 Мачаница. Значи, Заклучено сега- е предвидените 250.000 денари се дополнат со предложените. Амандманот е прифатен, но исто се однесува на изготвување на проектна документација, не на изградба. Вака се, дали може малку да ве прекинам? Јас се извинувам, меѓутоа, може да ми кажете барате вакви Сега. амандмани, сакате ваква, значи не Првен разбирам во беше- кој првен- тек одиме со Сега, разговорот. еве истото ќе го правев и јас. Значи, сега одев амандман по амандман, кои се нашите барања и реалните размислувања од страна на ги слушам од администрацијата, дека од овие 6-7 амандмани кои предложив, дел може да влезат во 2003 година, дел мораме да ги префрлиме во со развојни програми. Така? Ајде сега додиме еден по еден. Разбрав. Океј, одиме сега еден по еден. Се враќам назад. Може така? Собраќај. Како? Сега додиме еден по еден и да гласаме, така? Јас значи прашав дали некој има некаков предлог заклучок кој сака да го ставиме на гласање. Повелете. Собраќајна сигнализација за смирување на собраќај. Реални финансиски средства, јас предлагам 800.000, се реални финансиски средства кои си како можеме овој да го клавиме. И кој ќе каже она, го после тоа клаваме на гласање. Како беше за ова, извини? Ова беше дека веќе се вклопени средства Добро. за изработка на Значи вакви тогаш го тргам овој. Добро, го тргам овој. Атмосферска канализација Довлеџик, 200.000 денари. Реални? Значи, реално за изработка на проектна документација за паркинг со пристап на улица кон кружниот тек Довлеџик, бидејќи проект за фекалната канализација постои. Океј, 200.000 денари Значи се тоа е реални средства? всушност за да појаснам дека и председателката праша не е наш предлог, туку ние во објаснувањето Значи го вака, извинете, меѓутоа јас разбрав дека ги чита амандманите Да. кои беа предложени на самата седница и истите се изгласани. Мислам дека ова беше предлог на Левица, така? Или не? Предходниот тогаш значи беше. Значи, јас само кажав дека читаме амандмани кои се усвоени. Сега разговараме за намалување на средствата на тие амандмани или Разговараме вие дека како предлагачи ги разговараме тргате? во која ставка треба финално додат и со која финансиска конструкција. Значи не само за намалување на средства на прилагодување во која На прилагодување спрема рамката. и во која Значи програма. вака, ако немаме прилагодени, тогаш ќе ја прекинам работата на телата, па договорете се. Зошто нема? Зошто? Значи Зошто? договорете се. Нема Сега сето. ова ќе биде до неповрат. Абе, Овде зошто? сме 10 тела и јас прашав дали има некој стриктно барање за клучоци. Мислам дека е глупаво јас да предложам нешто за 5 милиони денари, а тоа истото може да Ама влези со 500.000 колега, тоа денари се и разговараше 4,5. предходно на комисиите. Во ред, Значи добро. сигурно ги имате Финализираме. сумите. Имаме суми, меѓутоа некои работи може би ги имаме погрешено и ги финализираме сега. Јас не ве разбирам, ама добро, јас ви кажувам Океј. дека во 1 часот ќе ја прекинам работата, бидејќи А морам може да... и другите ќе имат нешто да кажат да дополнат. Зато. Овие 200.000 атмосферска канализација Довлеџик 200.000 денари, прифатливо? Прифатливо е, но парите би се насочиле за изработка на проектна документација за паркинг со пристап на улица кон кружниот тек. Значи ќе се изготвува проект за тоа, за да се Готово. вклопи во целината, И бидејќи за атмосферска фекална канализација и тоа има заедно. проект за тоа. Готово. И тоа е влезено веќе во она што го објасни и Дали Јан сега целокупниот. ова е соодветен? Дали како таков овој амандман може да биде изгласан? Ама вака е прилагоден ко сега што кажам да сме прецизни. Прилагоден. Добро, окей, прифаќам. Оти амандманот оригинален бил проект за фекална канализација. Проект има. Добро. Ние предлагаме да се дополнат 200.000 во економски развој, ако е прифатливо за Советот, Добро. за да се направи пристап на улица со паркинг. Добро, Значи не е истиот амандман. разбирам, се модифицира. Значи не може да се модифицира, луѓе. Може. Имаме амандман кој постои. Сакате да го гласаме или не ките да го гласаме? Ама Значи тогаш немојте да го клавате како заклучок и готово. ама изготвено е затоа. Тогаш нашиот амандман веќе го има. Тогаш нема ова и овој нема да влезе. Првите два не ги готово. Одиме на трет. Ограда за основно училиште Тор Ангелевски.
И па и овде иста ситуација. Не може да се изгради оградата бидејќи нема проект. И Со ова е повторно колку финансиски прилагодување. средства се реални за проект? Трифун Пановски, исто топките летат во дворо и рековме ќе си преземиме обврска во ЕР за двете училишта да се изготви проектна документација. Колку Ги имаме финансиски средства. средства се реално потребни? Ги имаме Па средствата се, во во овој предлог моментот- на ребаланс ставен. Значи Не знам баш точно колку 300, се. 200, 500, 100. Не знам дали ќе Мислам дека ги нема ставено средства. Не знам дали ќе можам да се снајдам. Тие се предложени амандмани. Проект за изградба на спортски терени, проект за санација на јужна трибина, не се... Може да дојдеме со 500.000 да гласаме? Со колку пари? 500. Многу малце. За проектна документација, а да изгласаме, не можам да бидам прецизна точно колку ќе треба, па ако треба накнадно. Значи, Многу е. пошто е прифатлив е амандманот, Добро. Да, значи ние во финалниот предлог секако заедно со администрацијата ќе биде ќе прилагодиме, меѓутоа треба советот ако се согласи дека треба се направи проектна документација. Се согласуваме. Ако се смета дека треба да се инсистира на изградбата или на другото е друго прашање, тука не се мешаме. Само технички образлагаме. Проектна документација Значи за вака, двете. менде те молам, дефинирај го како што сметате дека треба. Не Проектна- ние се согласуваме, па после нема да се изгласа, значи ве молам, Проект... точно давајте што да се гласа. 300.000 денари во ребалансот да се предвидат за изградба. да, многу е 500, може. Документација за 300 Тодор може да. Ангелевски и другото 300 е училиште многу. заедно. Може и 300, да. Како таков? Сега одма директ го гласаме? Ајде. Формулирајте го како е. Значи, обезбедување на 300.000 денари за проектна документација за обезбедување на огради во основното училиште Тодор Ангелевски и училиштето И Трифун Пановски. и Трифун Пановски. На кое работно тело се разгледуваше ова? Ги молам членовите на економски развој да се произнесат. Лидија Марица, Елизабета Тодоровска, Горан Велевски, Борче Карлевски. Кој е за, ве молам да крени рака? Не свати фија зашо. За оградите. Ама изменет. Предлогот мој. Изменет од ваша страна. За оградите. За град. Значи вака, кој беше предлагач на амандманот? Може да ни го кажете, колега, како гласеше? Да, ние сме предлагачи на амандманот како Левица. На работното тело разговаравме дека треба да се оние средства треба да влезат во проектна документација, но тука не беше вметнато за Трифун Пановски, па затоа не знам. А кој го вметна Трифун Пановски? Значи, мене ме интересира оригиналниот амандман изгласан на седница. Оригиналниот Значи вака, мене ме интересира изгласаниот амандман како гласеше. Може да ми кажете? да, изградба на ограда на училиштето Тодор Ангелевски по нивно барање, потоа на работното тело беше образложено од Венцо дека за таму треба проектна документација и тие средства беа наведени точно за проектната документација. Трифун Пановски тој го спомна како еден дел од Значи, планираното, оставите не е го Трифун влезено во- Пановски, да. ме интересира за колкава Само за сума Тодор е Ангелевски. амандманот. 300.000 денари. Вие како предлагачи истото го предлагате, јас не можам поќе да разберам кој што предлага. Истото го предлагаме, да, само за Тодор Добро. Ангелевски. Значи, огради на основно училиште Тодор Ангелевски во висина од 300.000 денари. Кој е за... За проект. Добро, за проектна документација, нека се тука гласи за Тодор Ангелевски. Кој е за ваквиот предлог на економски развој? Ве молам да крени рака. Тодор Ангелевски и Трифун Пановски. Значи, Тодор Ангелевски. Добро, ајде. 4 за. Констатирам дека е прифатено. Следно. Чистење на водни канали. Колкава сума ќе ве молам? Кажувајте суми. Значи, Имаме како е предлог од изгласан? 2,5 милиони, дали овие средства се реални? Значи нема проектна документација, предлог амандманот
за чистење на ободен канал. Јас уште еднаш ќе го повторам нашиот образложение, дека не е проблем, бидејќи има многу мал нанос на земја и дрвја обраснати во каналот, но предложено е од страна на економски развој овие средства да се насочат кон изработка на проектна документација за изградба на овој ободен канал, со што ќе биде што беше прифатено од страна на присутните. Значи амандманот е прифатен и дополнет. Колку пари се колку пари се реални? 2,5 милиони ова. Ние кажем 2,5 милиони. 2,5 се за изvedба. Немате проект. Колку пари се потребни за изработка на За проект? изработка на проектна документација. Во моментот не можам да ви кажам, не сме имале баш ваква изработка. Дали овој како ваков може да биде поставен во економски развој? Па може да оди евентуално еве вака со 300.000 да одиме. Како што Во беше со 300.000 за проект. за проектна документација. Овде овие се 2,5 милиони, мислам дека се за изведба. Некако како да се мешат работи. Ќе ве молам за тишина. Проектна документација и изведба. И изведба на терен. Значи, нас во моментот ние немаме проектна документација, ни се потребни средства за проектна документација. Овие пари се многу за проектна документација. Колку пари ви се потребни? Како? Председател, се извинувам, може една мала забелешка? Значи, едно е што збораме 2023, 2024 и 2025. Може и предлогот пак да го дајме? Значи вака, јас ве ние гледаме замолив програми, не да ми гледаме- кажете дали имате било какви заклучоци за гласање. Гледам дека овде си правиме муабет. Па, Може заедно некој да ми каже директно што бараме? Тоа што е 2024 и 2025 е друга приказ на развојните програми. Добро. Сега Значи моментално. клаваме на гласање тоа што ќе ми речете вие. Ајде, повелете. Ве слушам. Кој збора? Јас зборам? Чистење на ободен канал. Добро. Така, значи, Да го дефинираме. Наместо чистење на ободен канал, да биде изработка на техничка Точно. документација Значи не може за да се ободен смени канал. сега називот на амандманот. То може на седница. Меѓутоа, тука може вие да ги предвидите средствата, па на седница да го преформулираме, ако сакате. Може Добро. така? Може Значи, така. чистење на ободен канал. Може да ми каже некој сума? И да се гласа за клучоко? Ти вика немат проект. За проектна документација. Може Може, сите да не може. зборате тој што Може. ќе добие збор? може, нека бидат Ајде. 300.000 денари во 2023 година, останатите 2 милиони и 200 нека бидат 2024 и 2025. Може така да биде? Може. Кој е за ваквиот предложен амандман и на која комисија се гледаш? Значи вака, ние мора да го ставиме на гласање. А доколку не може да се прифати, тоа ќе си има комисија, ќе си образложи некој на комисија, сега имаме работно тело за усогласување. Па баш Плюс, ќе ми извините, значи ви кажав дека тука сме дојдени за гласање на заклучоци. Истите заклучоци, ако не се прифатливи, нема да се прифатат и готово. Кој е за ваквиот предлог и на во кој работно тело се гледаш истиот? морам да појаснам техничка работа без никој грешно ме свати. Програма за економски развој предвидува изработка на проектна документација. Значи вака, Развојна програма е 3-годишна програма. Вака, За која извинете, програма ама ние зборувам? имаме амандман кој вака е изгласан на седница и не можеме да го смениме неговиот назив на работно тело. Тој постои и е изгласан. За да видиме појасно. Значи, секретар, Ќе зборуваме останат 300.000 денари, после вие на седница ќе го зборуваме за вметните во програма. Не, И зборуваме готово. за програмата за уредување на градежно земјиште. Не, за економски. Чекај. Овој амандман оди во таа програма уредување на градежно земјиште. Во еден мах треба да се направи. Абе, са па треба да се убедваме. Кој е за ваквиот предложен амандман? Значи вака, колега, ние ве чекавме вас пола час. Јас имам обврски, и другите имат обврски, не планирам да правиме паузи. Или ќе прекинат работните тела, или ќе тераме. Значи, чистење на ободен канал 300.000 денари. За Колега Илиевски? изготвување на документација. Изготвување на проектна документација. Само да пази. Дали ова чистење на ободни канали може да влезе во програма
Значи, очигледно не ме разбирате. Тука гласаме суми кои ќе бидат на комисија и кои самите вие ќе кажете во која програма ќе влезат. Па добро, ама не може тука. Значи, ќе се кажи на комисија пред седница, ме разбирате? Дали тогаш ќе има време повторно претумбаци во буџетот и во програмата? Значи, нема да биде изгласан комисија, ќе има пред да се гласа. Оти не ме разбирате, комисија ќе има пред да се гласа. Ме разбирате што кажувам? Значи сега, Маријана, гласаме заклучоци. Целта е сумите Да се намалат. Да се намалат и за да влезат во А рамката кај ќе да влезат во бидат која програма ќе За одлучиме на амандманите да бидат комисија. читани. Ќе ве слушам дека ваѓате 2,5 милиони 300.000 за проектирање, а другите плавајте ги по развој. Значи вака, ние имаме ќе ве молам малку за тишина. Имаме изгласан амандман. Истиот треба да го намалиме прво, така? За ова година. Пошто е влезен како таков во ребалансот. И сега од 2,5 милиони мора да го намалиме. На Тоа 300.000 правиме. денари, а после да го преформулираме на После самата ќе- седница, значи, не знам, да оти не се одиме во разбираме. развојна програма и средства да ја ослободиме. Во економски развој, добро, окей, се разбираме? Така? А така, Добро. Значи, чистење на ободни канали од 2,5 милиони денари, така? Го намалуваме на 300.000 денари, со тоа што земаме обврска на самата седница да го преформулираме. Зошто? Бидејќи немаме проектна документација. И тие 300.000 денари се искористат за проектна документација. Окей? Може да кај се гласаше на кое работно тело, Андреј? Кој е за? 4 за. Следно. Реконструкција на помошни терени зад стадион. Сума? Кој е за? Кој беше Спорт. образложението? Така или не? Чекај, кој беше образложението? Ани? Значи, образложението беше дека ова мора да се изготви техничка документација комплет со улица Крушевска, со урбанистички проект и дека овие средства да се префрлат од уредување на градежно земјиште во економски развој. Да се изготви првен проектна документација. Не може да изградим игралиште ако немаме проект. И овие 3 милиони денари се многу пари за проектна документација, така да мислам дека треба да ги намалиме. Добро. Колку пари се реални? Че овде кажавме дека треба да најдеме прво ни урбанистичко решение воопшто што таму ќе се прави на тој потек. Па добро, тоа е проектна документација. Во ред, предлогот на администрацијата е пред гласањето на новиот буџет да ги разгледаме прво опциите за ново урбанистичко решение и тоаш да даваме конкретни предлози. Сега само ќе ставиме средства за некој амандман за, например, изготвување на документација, а без да се направи добра анализа, не знаеме дали воопшто тие ќе се реализирани. Тоа е ставот на општинската администрација во однос на ова. Значи, за да не се рушат тениските игралишта, да не се руши другото помошно што е позади стадионот, треба да имаме урбанистичко решение. Значи, овој амандман нема како од наша страна во ова фаза да биде прифатен. Прифатлив. А секако Советот го има последниот збор. Зборам е прифатлив или реализиран. Прифатлив е ако се нарача нов проект урбанистички. Ај пак да ве прекинам сите. Значи, гласаме суми на амандмани. Може да ги гласаме или не. Ако сметате дека 3 милиони се многу, предложете друга сума и готово. Кажете за проект. Значи не разбирам што гласаме. По примерот од претходната точка. Дали после ќе ги преформулирате, ќе одат во било друга програма, тоа е По друго примерот од прашање. претходната точка за чистење на водните канали. Предлагам сега да ја намалиме ова сума од 3 милиони денари. Со милион денари по предлог на колешката Ани и тие милион денари после да ги измениме на самата седница за проектна документација. За сешки Многу висока сума. Кој е за милион ваквиот предлог? Не е висока сума 15.000 за урбанистички и детален проект. За овај. Нема да ни стигнат средства. Не, Вака, како на пазар имам чувство дека сме се не се. Значи кој е за нека крени рака. Од И на 3 на која, милион, ајде. да, на која комисија, на кој работно тело се гледаш? Економски развој? Кој е за? 3 за, против, воздржани, 1. Констатирам дека е усвоено. Следно. Железнички премини.
Тука Маријана овде, милион денари за. Да се тргнат од железничките за да се направи Лапида Карамани. Значи сега тоа го оставивме железничките. Вие сами го баравте то? Следно. Санација на патеки за Кркардаш. 600.000. Кој е за? На која комисија на економски развој? 3, 4 за. Елизабета, гласаш? 4 за. Констатирам дека е усвоен. Следно. Развојна програма Кружен тек е Довледжик Сума? 2 милиони. На која комисија се гледаше? 2023-2024 да продолжат понатаму финансиските средства со во однос на проектот. Добро, во овој момент барате колку? 2 милиони. На која комисија се гледаше? Градежно земјиште, така? Развојни програми. Кој е? Уредување на градежно земјиште? Вака, членови Бојан, Габриела, Горан, Миријана, Анастасија. Кој е за, ве молам да крени? Повелете. Значи, од дискусијата на таа комисија кажавме дека имаме проектна документација, дека 2 милиони денари за реализирање на овој проект се многу малце, се преку 75.670 по проектна документација и разговаравме дека за изработка на овој кружен тек заедно со атмосферска фекална канализација и улично осветлување, реално да може да се припреми проектна документација, ни требаат 400.000 денари до крајот на годината. После тоа, многу повеќе ни се потребни од 2 милиони. Може да ми кажете сума? 30 милиони ни требаат после. Да. Сега 400 е реално да се отпочне Значи, со тендерска документација заради тоа што проект веќе постои. Добро. Може да го дефинирате за гласање? Кружен тек кај Довледжик 400.000 денари. Кој е Пак повторно, ке како по примерот на другите на самата седница ќе Кој е за ваквиот предлог? 4 за. Констатирам дека е усвоен. Следно. Реконструкција на игралиштето од Пида Караманди, тој беше ваш предлог, така? Да. Не се мешам, Значи вака, ние изгласавме 29 и 600, колку што се сеќавам, во амандманот. Меѓутоа го бараме да се намали на 1 милион денари, кои што ќе бидат до крајот на оваа година, а во следните 2 години би се поделиле во развојна програма по 14 милиони и 400, 2024 и 2025. Кој е за ваквиот предлог, ве молам да крени рака. Градежно земјиште. 4 за. Констатирам дека предлогот е прифатен. Реконструкција понатаму? Да. Реконструкција на јужната трибина. До кај сме со документација? Тука имаме нешто, немаме? Значи, овде треба да се изработи проект за санација на јужната трибина и тој веќе вклопен во програмата за економски развој. Значи не треба сега тука со сума, туку постои, бидејќи гледавме еден модел и преку клубот да се нарачи веќе во изготвување. Значи тоа мислам дека Венцо кажа, да. Значи прифатен е амандманот од страна на општината. Гласајте го. Ќе се биде вклопен да се изработи проект. Добро. Со колку пари? Реално. Значи преку фудбалскиот клуб ќе го изработиме. Донација ќе би проект. Добро. Не го гласаме? Нека се гласа, ќе се вклопи. Нека се вгласава, ајде. Кажете ми сума, гласајте. Мислам, предложете го за да го гласаме. Колку? Не бе, 1 денар. Ајде, молам, ако може да се фокусираме на работата. 50.000 денари. Нека стоат 50.000 денари. Колку пари? Значи вака, ако имаме донација, после ќе ги пренамениме парите. Не ве разбирам зашто да не ги гласаме. Шо не? Мислам дека повторно рамката ќе биде надмината со ваквите предлози, само да кажам. Не, ајде. Да обезбедиме вака сега, да обезбедиме финансиски средства,
да обезбедиме овие 2 милиони денари, да ги намалиме, да обезбедиме финансиски средства за проект. Доколку има донација, после тоа ќе тргнеме тие пари. Повелете. 500.000 денари. Кој е за, не знам на која програма се гледаше? На кој работно тело? Економски развој, кој е за? Јас сум економски развој. 4 за. Не, Елизабета е во економски развој. 4 за. Констатирам дека е прифатено. Градежно земјиште, кој е за? 4 за. Констатирам дека е усвоено. Следно. Само ве молам ако може да убрзаме и да... Па уште малци имаме, нема многу. Ајде. Мултифункционален спортски комплекс. Колку пари? Повелете, колешке. Извините, заклучок на комисијата беше на таа прва комисија дека 5 милиони и 3 милиони предвидени со ребалансот на буџетот, сите да бидат ослободени заради тоа што ние немаме локација за мултифункционалниот центар. Добро. Значи не го гласаме? Како што кажа Ани, така. Добро. Следно. Крушевска република за стадион. Сума. Милион. Кој е за? Еден милион денари. Кој е за? Па не ли треба проект на Го гласавме заедно во комплет Добро. со игралиштата. Игралиштата и Крушевска се со истиот проект. Не се одвоени тие проекти. Тоа е урбанистичко-планска документација која ќе ги опфати и игралиштата и влезот во истиот проект. Добро. Да, нема потреба посебно да бидат. Следно. Тартан патека. Дали имаме за проект? Има. Кошта 1000 пати поиќе од 1 или 2 милиони денари, на стари цени кошта 1 милион евра. Ако ги апдейтираме цените, тартан патеката ќе достигне сума од околу 80 милиони денари. Доколку истото го поставиме во развојни програми, како можеме да го делиме? Значи вака, да земеме предвид дека сега е месец септември. За сите овие средства, бидејќи се снима работното тело, сакам да кажам дека ние можеме да ставиме 1 милион денари за урбанистичка документација и 10 милиони денари за нешто. Тендерските постапки траат минимум по 30-40 дена. Ако зборуваме за изведба како за тартан патеката, ние не можеме ништо да потрошиме заклучно со 31 декември. Истото се однесува и за игралиштата Елпида Караманди. Овде, ако се инсистира да стои амандманот, е доволно и 100.000 денари се стават во 2023 само да може да се објави јавна набавка, а остатокот од средствата се планира за следните 2 години. Зошто? Бидејќи после објавувањето на тендерот, кога некој ќе се воведи на сред зима во работа, кога ќе даде завршна ситуација и кога општината ќе направи исплата. Ова е реалната работа. Дали може колега само една секунда? Да. Ајде, што ова, да го изгласаме, да земам збор, пошто имаме една колешка што се брза да поминиме. Ајде. Повелете. Мислам, ова што го разговаравме. Ова е командман на колегата Корлевски. Значи, за ова година, 2023 година, предлагам да бидат 1 милион денари за да се изработи конкретно се. Во наредните во 24-25 ќе ги распределиме. За проект. А има проект. За тендерска документација пари ни требат? Може да ми кажете? 100.000 денари, нека почи тендерот, нека се објави. Добро. Кој е за и на што се гледаше истото? На Лер, кој е за? Вие сте Лер. 3 за, 4 за. Констатирам дека е усвоено. Извинете, колега, само морам да се навратам на нашиот амандман, бидејќи колешката се брза за на работа.
Ние имавме амандман бесплатна градинка за секое дете. Истиот бараме да се намали сумата и да важи од 1.10 до 31.12. Сумата од 14 милиони и 400 би се намалила на 7 милиони и 200. Се гледаше на телото за образование. Ке ве молам, кој е за да крени рака? 4 за. Констатирам дека е усвоено. Повелете Илиевски, сега слободно можете да продолжите. Проект за канализација на село Нижополе. Дали тука имаме пари и средства? Два бе амандмани на Јадранка, по 1 милион денари се доволни да се стават за да може да се направи јавна набавка и да се изработват проектите. За проектна документација конкретно. Милион за Нижополе, милион за Дихово. Да, за двата. Тие ги прифаќам. Во ред. По два. Проект на канализација село Нижополе 2 милиони, проект на канализација село Дихово 2 милиони. Два се тие фактички, за двата. Кој е за ваквиот предлог и каде се гледаше? Економски развој. Кој е за? 3, така? 3 за. Горан? За сте? 4 за. Констатирам дека се усвоени. Следно? Основен проект за игралишта Брусничка населба. Кој имаше овој амандман? На кој? ВМРО. Бојан? Да, ние предложивме уште во седницата на јули 2 милиони 700 денари, меѓутоа земајќи во оглед времето и роковите кои што се за тендерска процедура, роковите на плаќање, предлагаме овој амандман да оди во развојната програма и оваа година да отпочне со 100.000 денари да се распиши јавната набавка и да се плаќа во 2024-2025. Океј. Кој е за? На градично земјиште се гледаше? Да. Кој е за? 4 за. Констатирам дека е усвоено. Градежно земјиште. Следно, Илиевски. Овие имам тука са запишано, само секунда, за Крушевска и за Јужната трибина, веќе ги дискутиравме тие, така? Добро. Следното за културата, колку пари предложи општината во овој ребаланс? Вкупно 3 милиони и 700. Милиони 700 од една програма, 2 милиони од друга програма имаше предлог. Амандмани други, во заклучоци имате други? Вака, имам предлог уште два заклучоци други. Значи, ставката женски спорт и колективни спортови. Значи, после тоа ќе ги разгледуваме тие, да ги разгледуваме тие на... Ама немаше амандман за култура, јас колку што знам. Нема амандман за култура. Сега, Имаше прашање во до вас. спорт, да. Да, прашање до вас. Програмите, овие што се, за женски спорт, може да одиме као програма или да одиме поединечно за секоја? Значи, како што си беа предложени амандманите, така ќе ги гледаме. Жара Капелистер, Предлог колку беше? 500. Кој е за ваквиот предлог? Нека крени рака, на спорт се гледаше. 3 за, против, воздржани? Нема. Констатирам дека е усвоено. Топ гол, 500. Топ гол 500. Кој е за? 3 за. Констатирам дека е усвоено. Атлетико 500. Атлетико. Кој е за? 3 за. Констатирам дека е усвоено. Волеј беше ваш. Значи вака, волеј од Бојкарски клуб, наш предлог беше 1 милион денари, меѓутоа бидејќи сите други добиваат по 500, сметаме дека треба да се намали на 500.000 денари и тоа е наше барање како предлагачи. Го ставам на гласање, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, констатирам дека е усвоено. Следно? Велосипедски клуб 15 мај. Кој беше предлагач? Мислам дека Левица. Повелете. Исто 500 како и сите беше усвоено. Јас предлагам измена за истиот 100.000 денари. Бидејќи сметам дека има доста други клубови кои заслужуваат повеќе финансиски средства.
Како член на Комисијата за спорт во 2 мандати, исто толку финансиски средства беа одделувани претходните години. Мислам дека го задоволуваме атлетскиот клуб 15, велосипедски клуб 15 мај со 100.000 денари. Дали ќе ставите двата, дали ќе ставите Значи она? вака, двата предлози, повелете. Имате и трет предлог? Да, јас, Повелете. бидејќи сега тука дел од амандманите кои што беа предложени се читани со полните имиња на клубовите. Добро. Не знам досега дали било пракса од она што во изминатите скоро 2 години гласавме тука, никогаш во програмите кога се гласале не биле наведени имињата на корисниците. Нашиот предлог е следен и гласи вака. Поддршка на женски спорт во градот 1.000.000 денари. Здруженија и атлетски клубови кои организираат трки во градот 500.000 денари. Поддршка на здруженија кои организираат велосипедски трки, бидејќи имаше неколку во градот досега организирани од други здруженија 300.000 денари и поддршка на јавачки групи 100.000 денари. Пака сега, вие можете да предлагате вакви измени на седница, кога ќе се разгледува ребаланс. Во овој момент ние ги разгледуваме изгласаните амандмани и истите одлучуваме дали ќе одат со истите суми или ќе бидат намалени. Така да вашиот предлог во овој момент не можам да го клам на гласање, бидејќи никогаш не било тема на разговор. Да, се сложувам дека не се кажвале, меѓутоа ние имавме амандмани со име и со презиме на клуб. Јас не можам да ги скријам имињата кога јавно советниците ги побараа со име и со се од клубот. Така беа, колега, мислам и од ваша страна беа сите кажани женски клубови со име, така и од наша страна и од страна на Левица. Го ставам на гласање и предлогот на Илиевски и предлогот на Велевски. Повелете. Вака сакам да земам збор по предлогот на колегата Илиевски. Значи за велосипедскиот клуб. Значи вака, колега, не дебатираме. Добро. Имате право да гласате и за едниот и за другиот предлог. Двата предлози ќе бидат ставени на гласање со сумите. И вие имате предлог трет за сумата? Повелете. Бидејќи сега прво рековте дека се гласаат Амандманите. Амандманите Како кои што што беа беа предложени. Добро. Меѓутоа вие дел од амандманот го преименувавте и Кој дел од амандманот го преименува? за поддршка на одбекарскиот клуб. Како го преименував? Исто гласи, само сумата е намалив. Сумата, да, се Па намали. добро де. И го кладов на гласање. Шо сгрешив? Значи истиот амандман постои со 1.000.000 денари се изгласани. Јас го клавам на гласање за да ги намалиме сумата. Шо сменав во амандманот? Не ве разбирам. Овде ни едно име на амандман не е намалено. Значи на предлог на колегите советници, тоа за 15 мај од 100 на 200 само нека биде. Добро. Го ставам на гласање прво предлогот на Велевски. Може да предложам нешто? Ајде. Јас предлагам колку што ќе земи велосипедскиот клуб, сите женски мислам да по 200.000 за атлетико, за топ гол и за ракомет. Не ве разбрав сега. Значи тие имат предлог 200.000 денари за Значи велосипедскиот вака клуб. сега, Да. овде не сме на пазар, изгласавме трите амандмани. Може да гласаме за велосипедски за Добро, четвртиот. да, веќе си Вашиот изгласен. предлог е 500.000 денари. Кој е за? Ве молам да крени рака. Двајца за, тројца за. Кој е за предлогот на Илиевски да земи 200.000 денари? Двајца за. Констатирам дека е изгласано со 500.000 денари. Следно. Имате уште нешто? Со однос на тоа дека ни останаа многу финансиски средства, мислам настрана од она што го планиравме во буџетот. Ракометниот клуб Пелистер планиравме, значи беше планирано дека 10 милиони на кошарката, 10 милиони на ракометот и 7 милиони беше на Не, професионалниот спорт. 11.450 е на кошарката. 11, значи не разговарам за кошарката и фудбалот. Замолвам, бидејќи ракометот е малце во понапредна фаза сега, да не ме сватите лично, меѓутоа ни остануваат кајни покрај 10 уште 2 милиони до крајот на годината и ќе биме чисти календарски со нив према се она што должиме. Дали ќе може место 10 да ги клаеме 12 милиони денари. Мојот предлог е тој, за да
завршиме едноставно, ќе се рачистиме, а нив му се потребни во овој момент, ја започнуваат сезоната, ќе биде голем бенефит за нас како град и ќе ја завршиме таа целина едноставно и ќе се ослободиме, зборам, како буџет, вкупно зборам, сезона. Значи, вака ова што го бара колегата, сметам дека е за нас седница. Да. И ќе си го оставиме за тогаш, бидејќи не се работи за никаков амандман. Бидејќи изгласавме заклучоци, ќе ве молам малку за тишина. Извинете, може малку процедурално? Повелете. На предходниот амандман за левица што се гласа 500 и 200 илјади денари. Дали може еден советник за двете да гласа, бидејќи Корлевски гласаш? Аутите не може. Па Два различни предлози се. само дали е Се работи за два различни предлози и гласат за две възможно. различни точки. Не е возможно, амајте. Добро, кажете ми по кој член и по кој статут и по кој деловник. Вака, бидејќи Може Маце? Може Маце? процедурално сакате? Да. Повелете. Вака. Ајде да го вратиме тој спорт, мислам дека имаме грешка во процедурата. Во која процедура имаме грешка? Кажете во која? Не разбирам. Значи, мислам дека погрешиме процедурата во однос на гласањето. Добро. Кои членови се тука присутни? Кои се членови на спорт? Кои се Андре членови спорт? Добро. Значи Марко, Борче, Алмир, Горан, ама овде го пиши Методија. Ама јас не гласав воопшто, мислев дека не сум член, мислев дека Петар речем бидејќи тој е на Па спорт. сега, колега, јас... Па зато. Ве Добро, молам, нема погрешена е проблем. процедурата. Ајде. Ве молам. Нема проблем. Значи, го ставам на гласање предлогот на Велевски за 500.000 денари за велосипедскиот клуб 15 мај. Кој е за? 2 за. Го ставам предлогот на гласање на Методија Илиевски за 15 мај. За 200.000 денари. Кој е за? 3. Констатирам дека е усвоен предлогот на Методија Илиевски. Извинете, меѓутоа јас мислев дека знаете дека сте член. Мислев јас дека колегата Петар, јас не сум на Мислам, спорт. јас не сгрешив, тоа сакам да кажам, ти само јас грешам. Нема проблем. Јас не знаев, ме Готов. попреј администрацијата. Готов. Значи вака, согласно завршените работни обврски на работните тела, изгласувањето на заклучоците, сметам дека како членови на работните тела имате доставено во записник што се изгласа, што не се изгласа. Со тоа како председател на совет, бидејќи имав обврска да ги координирам истите, ги повикувам координаторите на координација и закажувам седница на совет на која што ќе се разгледуваат неизгласаните програми кои ги имавме претходно како точки, а не беа изгласани, и ќе се разгледува онај ребаланс кој што е вратен од Министерство за финансии, кој истиот не беше вчитан. Ви благодарам. Имате уште амандмани? Да, извинете, јас зато прашав, немаш. Повелете. Тоа беше за деталните урбанистички планови на Широксокак и во Стара Чаршија, кој е законска обврска согласно Законот за заштита на старото градско јадро. Беше образложено дека овој амандман не може да биде прифатен затоа што нема иницијатива, пошто е од општински интерес и нема приватен инвеститор. Јас мислам дека доволно години поминавме каде што нема иницијатива и дека е време крајно во синхронизирани постапки општината да си ја превземи оваа одговорност и да се постави, пошто имавме големи недоумици во која програма се финансираат деталните урбанистички планови, особено кои се од интерес во општината, време е да имаме јасна представа каде ќе бидат поставени овие средства и дали ќе биде воопшто планирано некогаш да се направат овие детални планови. Сметате дека треба да огласаме амандманот како? Бидејќи е изгласан тој амандман, да ги намалиме средствата или сакате да се пренаменат? Не сакам средствата да се пренаменат, туку сакам да останат за таа намена
да се поделат временски следната година, пошто процедурата за за одобрување на иницијатива, свесна сум дека нема да оди толку брзо, следната година сакам, пошто секако генералниот урбанистички план ојде преку економски развој, и овие планови да одат заради нивната важност преку економски развој. Добро, ве молам, нека влези во записник. Повелете. Да, бидејќи прашање до колешката, бидејќи во изминатите неколку месеци разгледувавме повеќе иницијативи за донесување на детални планови. Исто така на последната седница, односно на 29-та седница, имаше иницијатива за 4 детални урбанистички планови и 4 детални планови, 4 урбанистички планови. Дали веќе е поднесена иницијатива за изработка на овие детални урбанистички планови во рамките на комисијата која што е во состав на општината. Дали ваква иницијатива има поднесено до комисијата за урбанизам? Значи сметам дека тоа не е тема на разговор и не мора колешката да одговори на тоа. Ама тема е колешка на разговор, бидејќи доколку нема таква иницијатива, средствата кои што ќе бидат предвидени за таа намена нема да се користат, бидејќи нема поминато иницијативата на комисија. Ови се чекори како во прво деление. Прво, второ, трето, ако одите во трето, колешки, прво и може да второ оклајме имате... заклучокот на гласање? Да. Може Ајде, да молам, седи за дефинирајте го и да се гласа кои се членови на урбанизам. За урбанизам кои сте? Повелете. Иницијативата, чекорите, ја совршено добро ги знам. Штета што некој ги пречекорва, меѓутоа јас инсистирам овај амандман да влези во развојната програма и општината, обврска на општината е да даде онова иницијатива, не на Советот на општина Битола. Развојната програма е во рамките на комуналното одделение, како што ги разгледуваме 2 години. Економски развој, се извинувам. Нема програмата за економски развој, развојна програма. Таа е една годишна програма, колешки. Како ги пренаменивме? Така, може да го гласаме амандманот како што го имате предложено. Ова е значи расправа за на комисија и за на седница. Дали може да го гласаме амандманот? Да, нека ја остани тогаш како е предложен. Кој е за ваквиот предлог на Анастасија, ве молам да крени рака. 4 за, против, воздржани. Констатирам дека истиот е усвоен. Со тоа завршувам работата на работните тела и го повикувам координаторите кај мене на координација.